Почитувани медиуми, почитувани граѓани, СДСМ е носител на одговорна власт. Нашата одговорност е потврдена во континуитет, а истата се потврдува и сега. Затоа, во овој период преземаме чекор, за да им олесниме на сите граѓани веднаш да заврши оваа игра на нерви од кои најмногу страдаат граѓаните. Потребно ни е активно собрание, потребни ни се активни институции. Домот на демократијата, домот на пратениците во ваква ситуација мора да биде активен. Ни треба целосно функционална и политичка влада. Тоа треба да им го овозможиме на сите, а најмногу на граѓаните. Само на тој начин есента ќе ја дочекаме спремна со сите државни и општествени капацитети, насочени во справувањето со последиците од вирусот COVID-19. За да не страдаат граѓаните и за да им се овозможи на Мицковски и ВМРО-ДПМНЕ на дело да ја покажат својата одговорност, го заклучивме 15 јули како конечен, последен и единствен датум за одржување на избори. На 15 јули е ден за гласање. Ден за одлуки за спас на државата од кризата во која што западнавме. 15 јули ден на кој граѓаните ќе потврдат дека продолжуваат по правиот пат. Патот кон развој и напредок, патот кон просперитет и интеграција. Во време на сериозна пандемија, Христијан Мицковски ќе остане запаметен како нездрел, несериозен и неодговорен политичар, чие однесување е закана за јавното здравје. Мицковски и ВМРО-ДПМНЕ, преку прекршување на забраните, преку деструктивното однесување, преку ширењето на лажни вести, се обидуваат да го саботираат здравствениот, економскиот и политичкиот систем. Граѓаните многу добро гледаат кој е одговорен, а кој не. Кој се грижи за граѓаните, а кој не. За неодговорноста и незрелото однесување кој е на штета на државата, на 15 јули Мицковски ќе ја добие казната, а со самото тоа и ќе биде испратен во политичка пензија. Ви благодарам. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.